Опозицијската ВМРО ДПМН повторно побара да се свика итна собраниска седница за разгледување на договорот за добрососедство и соработка со Бугарија. Договорот ќе биде штетен за националниот интерес, доколку не бидат вградени нивните забелешки, сметаат од партијата и бараат јавноста да биде вклучена во процесот. Ние не бараме дебата која што ќе се случува во септември или во октомври, далеку после склучување, подпишување на ваков договор, туку бараме дебата отворена со приложен јавен нацрт договор со Бугарија пред подпишување на договорот со Бугарија. Транспарентноста и јавноста во овој процес е најголема гаранција за заштита на интересите на Република Македонија и на македонскиот народ. Договорот носи придобивки за Македонија и ќе биде ставен пред пратениците, рече премиерот Зоран Заев. Оваа фаза од преговорите треба да биде зад затворени врати, но во наредната јавноста ќе биде вклучена. Договорот со Бугарија отвара сериозни перспективи за Република Македонија. Во самиот договор Македонија има сериозни придобивки. Договорот ќе биде склучен и конечен кога ќе го ратификува парламентот. Се претходно е процедура која што тера. Прва дел на процедурата беше затворена с Комисија за надворешни работи при парламентот, заради тоа што така е по Виенска конвенција. Нешто што не е подпишано, треба внатрешно затворено да се дискутира. Поминуваме последна фаза на дискусија во владата. Кога ќе се случи договорот, согласно сите сугестии што ги добиваме од експертската јавност, од парламентот, од владата, ќе се надевам ќе дојде до склучување на договор. Тоа зависи од двете страни. Официјална Софија пак со цврсти ставови за договорот, без интерес за партиските превирања во Македонија. Не водиме преговори со политички партии, водиме преговори со владата, порача министерката за надворешни работи Екатерина Захариева во интервју за бугарската државна телевизија. Текстот е финализиран и нашата земја нема намера да води нови преговори, рече Захариева, со што ја потврди бугарската одлука договорот да се подпише на 2 август. Според официјална Софија, топката е сега во Скопје и чека македонските власти да решат дали ќе градат добрососедски односи или ќе бидат во изолација.